Почитувани сограѓани, вчера Советот ја одржа својата 34-та седница на која како точки беа поместени неколку кои што се од значење од јавен интерес за вас. Прва ви ја спомнал тоа што на вчерашната седница се донесе измени и дополнување на буџетот за 2023 година. Не дека беше неопходно да се прават такви измени и дополнувања, но мораше за да се вклопат оние средства кои што значат блок дотации за плати и надоместоци во основното средното образование, во библиотекарството, во детските градинки, во старскиот дом и во пожарната за зголемување на месечните примања на вработените во овие институции и со тоа мораше тие средства дојдени како зголемени во блок дотациите од централниот буџет да се вклопат во овој буџет за да можат да се исплатат и преостанатите две плати во текот на 2023 година и она што може да се забележа е негативен тренд е тоа што повеќе од 8,5 милиони денари се скратени како директна инекција која што стигнува од централниот буџет, односно основниот буџет на општина Прилеп беше намален за 8,5 милиони денари, кои што нема да се слеат оваа година по одставката за блок дотација од данокот на додадена вредност. Следна точка која што ја разгледавме беа развојните програми, она што е законска обврска на локалната самоуправа, тоа е дека до 15 ноември мора да се донесат развојните програми за идните, ние ги развлековме на 2 години, за 2024-2025 година, во кои се поместени 6 развојни програми и тоа продолжуваме со она што значеше рехабилитација и реконструкција на повеќе од 80.000 метри квадратни патна инфраструктура во градот, која што знаете и сами гледате дека е во тек и е во завршна фаза. Таа продолжува за наредните 2 години, 2024 и 2025 до исплаќање на вкупната сума од 120 милиони денари. Понатаму, како втора развојна програма, беше исто така програма која што имавме и од минатата година, тоа е изградбата на модуларната катна гаража на потегот зад управата за јавни приходи и таа продолжува до година се надевам дека ќе пресечеме лента за нејзино отворање и пуштање во употреба, тоа во пролетните месеци од прилика би се случило. Поместивме уште 4 нови развојни програми што значат подобрување на квалитетот на живот на нашите сограѓани и тоа прво 2 кружни текови, тоа кружниот тек овде во центарот на градот кај на раскрсницата помеѓу улиците Булевар Гоце Делчев и Прилепски бранители, добро познатата раскрсница кај Градска, понатаму уште еден кружен тек на потегот на крстосницата на улиците Димо Наредникот и Александар Македонски во населбата Димо Наредникот кај зградите, тоа е добро го знаат нашите сограѓани, тука има сериозни добри профили да се изведе и тоа да се тргне семафорско решение и со тоа продолжуваме во она што значи заокружување на движењето низ центарот на градот без регулиран проток, односно со регулирање со кружни текови. Знаете, почна трендот со кружниот тек Карпала кај 30-катницата, понатаму е централниот оној што треба во овие наредната година да се изгради на потегот на овие крстосницата кај новата локална зграда од локалната самоуправа и да заврши со оној кој што веќе треба да се отпочне со работа, тоа е кај старата стоковна куќа, односно на крстосницата на улиците Кузма Јосифовски и булеварот Гоце Делчев. Со тоа се прави една целина заокружувајќи со кружниот тек на потегот кај крстосницата, односно со улиците Булевар Гоце Делчев и Димо Наредникот. И со тоа добиваме една целина каде што нема да има вакви загушување на сообраќајот како што сега ги имаме, затоа што имаме нерегулиран пропуст на сообраќај и понатаму на следна крстосница регулиран со вертикална, односно со светлосна сигнализација со семафори и тоа прави дополнителна гужва во движењето и еве со ова се заокружува една целина за да има непречен тек на сообраќајот. Понатаму продолжуваме и уште со 2 развојни програми и тоа до заокружување, она што сметаме и затоа е поместено во развојна програма дека ќе донесе дополнителна стопанска активност во нашиот град до оформување на 1500 метри улици кои што се проектирани во индустријската зона Прилеп 1 или она добро позната индустријска зона кај поранешната фабрика Металец и уште една улица во должина од 400 метри која што треба да се изгради во задниот дел кај ново формираната индустријска зона
највака за препознатливо, инаку тој урбан блок 2 е наспроти Жито Прилеп, силосите од Жито Прилеп, и со тоа, со овие 6 развојни програми, кои што се развлечени на 2 години, би се потрошиле 182 скоро милиони денари од основниот буџет, би се плаќале во двете наредни години, 2024-2025, со тоа го леснуваме, односно не го оптоваруваме дополнително буџетот на општина Прилеп за да падне на товар на една година, затоа што имаме и преземени обврски од минатите години, презадовме и оваа 2023 година обврска по однос на рехабилитацијата на улиците низ градот и се развлекува до крајот на мандатот од 2025 година и овие проекти да станат реалност, односно да видат светлото на денот. Морам да напоменам дека по информациите, односно и по она што треба да следи во овој период до крајот на годината, сега ќе пристапиме со локалната администрација, со градоначалникот кон создавање, односно кон креирање на новиот буџет за 2024 и во него ќе бидат поместени проекти кои што треба следната 2024 година од основниот буџет, од она што останува незафатен дел, да се реализираат на територија на општина Прилеп. Сметам дека треба граѓаните да знаат покрај овие развојни програми, да не се сведе дискусијата после надвор во јавноста дека само на 6 проекти ќе се работи оваа година, туку овие се развлечени на 2 години за да се олесни буџетот, односно да се добие зголемена рентабилност на буџетот, а си останува со тој буџет за 2024 да се реализираат и други проекти кои што ќе бидат поместени онака согласно со програмата која што ја вети градоначалникот и еве ние како совет даваме поддршка на тоа да се реализира предизборната програма од 2021-2025 година. И за крај да спомнам дека на оваа седница беа поместени финансиските извештаи на јавните предпријатија Комуналец, Водовод и канализација, просторни урбанистички планови од Прилеп и Старскиот дом, кварталните извештаи од 1.7.2023 до 39.2023 година, односно третиот квартал, со тоа на после завршувањето во декември ги носиме и оние за четвртиот квартал, пошто во март би следеле и завршните сметки на сите јавни предпријатија, вклучително и на локалната самоуправа.